Добро дојдовте во Урбаните вести. Од денеска стартува 8-миот поред меѓународен акварелен симпозиум на општина Карпош. Станува збор за културен бренд на општината, кој ќе трае до крајот на овој месец, односно до 31 август. Учесниците на годинишниот акварелен симпозиум ќе творат на две локации во Скопје, Карпош и неколку дена во Охрид. Продолжуваме со настаните на денот. Градоначалникот Гоце Трајановски даде отчет за сработеното. Избирачкиот список за локалните избори од денеска на увид. Од 2 до 8 октомври. Прво иновативно кулинарско искуство 2017 во Скопје. Голем број проекти во делот на инфраструктурата, сообраќајот, образованието и животната средина се реализирани во изминативе 4 години во град Скопје, а значителен е и бројот на проекти кои се во тек и чија завршница се очекува периодов што следува. Во изминативе 4 години работев транспарентно, напорно и посветено. Плод на таквата посветеност и работа се стотици реализирани проекти во град Скопје, во различни области кои го подобрија животот на скопјани. Ова на денешната пресконференција го истакна градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски, кој даде отчет за неговата работа за изминатите 4 години. Тој посочи дека обновиле улици во должина од 20 километри: Кемал Сейфулов втор дел, Јане Сандански втор дел, Васко Карангилевски, која деновиве ќе биде пуштена во употреба, народни херои во Киселавода, Али Авдовиќ во Газибаба Сингелиќ, улицата Сарај прв дел, како и 3 кружни тека. Проширивме и пробивме 14,5 километри улици и булевари. Булеварот Теодосит Гологанов, трет дел во делот на општина Карпош. Булеварот Ѓорче Петров во првиот дел. Булеварот Партизански одреди од порта Влае до црквата Свети Петар и Павле. Трета македонска бригада, првиот дел. Булеварот Астом кај последна петка. Улицата или булеварот во Маđари. Исто така обновивме улици во должина од 20 километри. Исто така изградивме 3 кружни текови. Тоа е на 16-та македонска бригада. Кружниот тек на порта Влае, на партизански одреди. Кружниот тек Лазо Трпковски во општина Чаир и општина Бутел, а во тек изградба и на кружниот тек на Христо Татарчев и булевар Србија. Градоначалникот Трајановски информираше дека со јавното претпријатие Водовод и канализација изградиле 82 километри водоводна мрежа, 40 километри фекална канализација и околу 30 километри атмосферска канализација. Во областа на водоснабдувањето, фекалната и атмосферската канализација изградивме 82 километри водоводна мрежа, 40 километри фекална канализација и околу 30 километри атмосферска канализација, и ова е направено заедно со јавното претпријатие Водовод и канализација. Трајановски нагласи дека проекти се реализирале во 10 општини во град Скопје во интерес на жителите. Потсети на дел од реализираните проекти како реконструкција на 21 средно училиште, изградени велосипедски патеки во должина од 51 километар, реализирани квалитетни културни и спортски манифестации. За 2016 година, како што рече, добивме награда за мобилност од Европската Унија. За 2016 година добивме награда за мобилност од Европската Унија. Тоа е благодарение на напредокот кој што го направивме во областа на мобилноста. Имено, набавивме електромобили, електрични полначи, електрични скутери, електрични велосипеди, а исто така изградивме велосипедски патеки. Исто така велосипедските патеки кои што се направени долж двете рути од велосипедските патеки кои што се направени долж булеварите во градот Скопје. Во овие 4 години засадени се 256.000 листопадни дрвја и земзелени садници, а подигнати се 330.000 метри квадратни нови зелени површини. Субвенционирани се 405 граѓани за набавка на печки на пелети и 2600 граѓани за купување велосипеди, додаде Трајановски во отчетот за сработеното. Од денеска до 9 септември отворен ќе биде за увид избирачкиот список. Деталите малку подоцна во вестите.
Улицата Браќа Чакреви во општина Ѓурче Петров со должина од 330 метри и широчина од 6 метри е целосно реконструирана, а изградени се и нови тротоари со широчина од 1,5 метар. Улицата Браќа Чакреви во општина Ѓурче Петров со должина од 330 метри и широчина од 6 метри е целосно реконструирана. Со реконструкцијата, како што информираат од општина Ѓурче Петров, е променет коловозот, изградени се нови тротоари со широчина од 1,5 метар, изведена е нова атмосферска канализација со широчина на цевките од 250 мм и поставено е ново улично осветлување. Средствата за реализација на проектот во висина од 10,8 милиони денари се обезбедени од Министерството за транспорт и врски и општина Ѓурче Петров, а градежните работи ги изведува АД Карпош од Скопје. Улицата Бигла, која се наоѓа наспроти клиничкиот центар во Скопје, ќе добие нов водовод, асфалтиран коловоз со површина од 520 метри, реконструирано осветлување, а каблите на операторите ќе бидат спуштени под земја. Општина Центар ја започнува реконструкцијата на улицата Бигла на водно, која наместа немаше асфалт, а беше полна со ударни дупки кои представуваа опасност за движење на граѓаните и возилата, соопштија од општина Центар. Улицата Бигла, која се наоѓа спроти клиничкиот центар, ќе добие нов водовод, асфалтиран коловоз со површина од 520 метри, реконструирано осветлување, а каблите на операторите ќе бидат спуштени под земја. Со ова повеќе нискиот проблем на жителите на Бигла ќе биде надминат. Ова е 9-та улица на водно која што се реконструира. Завршена е обновата на првиот дел од Питу Гули, а во тек е реконструкција на вториот дел која опфаќа нова атмосферска и водоводна мрежа и нови тротоари и коловоз, се вели во соопштението од општината. Оттаму информираат и дека на улицата Тасино Чешмиче бил поставен асфалт, на ново проектирана 4, асфалт и атмосферска канализација. На улицата Партени Зографски, асфалтиран е коловозот и тротоарите, а оштетената улица Ѓорги Скрижевски добила нов коловоз. На улицата Христо Чернопеев има нова водоводна и атмосферска мрежа, асфалтирана улица и тротоари и подпорни зидови. Улицата Загребска добила нов асфалт и тротоари и на падините на водно пробиена е улицата ново проектирана 2. Светски познати готвачи од 2 до 8 октомври ќе готват во Македонија. Зашто станува збор ќе да знаете нешто подоцна. Избирачкиот список за локалните избори кои треба да се одржат на 15 октомври годинава, од денеска е најавен увид. Увидот во избирачкиот список на локалните избори за 15 октомври ќе трае до 9 септември. Избирачкиот список за локалните избори кои треба да се одржат на 15 октомври годинава, од денеска е најавен увид. Во избирачкиот список има 1.860.127 гласачи, а во него не се внесени 11.346 граѓани. Најголемиот број од лицата кои не се внесени во списокот, 7.017, немаат живеалишта. Дел се избришани од подрачните одделенија по основ на смрт. Нераспределени има 1.418 лица и на 672 им е регистрирано поништено живеалиште, а како причини зошто овие лица ги нема во списокот се наведуваат и одземената деловна способност, отпуст од државјанство или избришани со акција за бришење. Членовите на Државната изборна комисија на вчерашната седница истакнаа дека презентираните бројки не се конечна форма на избирачкиот список. Според ДИК, повторно ќе се проверуваат сите лица, бидејќи бројот на гласачите од МВР и Државниот завод за статистика не се совпаѓа. Увидот во избирачкиот список за локалните избори на 15 октомври ќе трае до 9 септември. Според роковникот за локалните избори, најдоцна до денеска политичките партии треба да достават предлози за членови на избирачки одбори и нивни заменици. Од 2 до 8 октомври Скопје ќе биде домаќин на светски познати готвачи, кои ќе учествуваат на првиот фестивал Иновативно кулинарско искуство. Фестивалот има за цел едукација и развој на туризмот во Македонија, преку консумирање на деликатеси од светската кујна подготвени во Македонија.
Светски познати готвачи од Перу, Чиле, Германија, Мароко, Турција и Кина ќе бидат дел од првиот фестивал Иновативно кулинарско искуство во Скопје, кој ќе се одржи од 2 до 8 октомври. Познати готвачи ќе подготвуваат специјалитети од 6 интернационални кујни со локални намирници. Иницијативата е на шефот Марк Де Јонг и има за цел едукација и развој на туризмот во Македонија, преку консумирање на деликатеси од светската кујна подготвени во Македонија. Марк истакна дека сака да ги донесе готвачите за сите шефови од хотелите, рестораните и кујните, да можат да научат нешто повеќе од мастер-класовите и со тоа да се подигне нивото на кујната во Македонија. Ајс фестивал, како кажа ти, Александра, е еден фестивал каде ќе се покажи светските кујни, освен овде во Македонија. Ке има 6 мастер шефови, еден од Перу, од Чиле, од Германија, од Мароко, од Турција и од Кина. Това се вистина различни кујни што во Македонија може ги пробавте, ма мислам оти тешко се наоѓаат. Затоа сакам да ги донесам овде во Македонија, за да сите шефовите од хотелите, рестораните и све можат да учат и да направат на мастер-клас со нив и да можат во ресторани и хотелите каде работат да го споделат после тоа со сите македонци што доаѓаат овде и со странците, зашто да не. Тоа ќе биде еден плюс, ќе го дигне нивото на кујната во Македонија. Шеф Марк посочи дека фестивалот е инклузивен и дека секој ден секој мастер шеф ќе има своја екипа од млади готвачи и луѓе со посебни потреби. На 16 септември ќе има и надпревар со млади готвачи, каде ќе бидат селектирани млади готвачи кои ќе бидат дел од фестивалот. Ќе има мастер шефови, шефови и млади готвачи, за кои ќе биде големо искуство. Според Илија Вучков, главен фокус на фестивалот е едукацијата на готвачкиот кадар во Македонија. Ќе има 5 работни дена со мастер-класови и исто така посети на ресторани и хотели низ Македонија. Настанот не е само за професионалци и ќе може обичните граѓани да дојдат и да научат да готват некој вид јадење. Покрај хуманитарниот аспект и покрај високата едукација која што треба да има завршница со сертификација, тоа е почеток на Академијата за готвење, која што е поддржана во иднина од светски имиња и еден вид на поддршка од самата Европска комисија со проект кој што треба да отпочне после настанот. Така да реализацијата на настанот ќе значи почнување или почеток на таа подготовка за едукација и сертификација на професионални готвачи. Секако не е настанот само за професионалците, ќе може и народ обичен да дојде и да научи да готви еден вид на јадење или повеќе видови на јадење, со тоа што ќе може и да се дружи со сите нив на гала вечерта, која што ќе биде петок, во исти термини, односно во исти ден, кога и бела ноќ. Пријавувањето за обуките, мастер-класовите и за посетата на објекти е веќе започнато. Фестивалот е од хуманитарен карактер, а собраните средства ќе бидат наменети за отворање на Академија за готвење, односно отворен простор каде членовите од професионалната организација на готвачи ММЦЦ и странски готвачи ќе споделуваат знаења со сите заинтересирани посетители. Обука за менторство и менторски процес на бизнис жени и дни менторки се одржа денеска во Скопје во рамки на проектот Програма за самовработување на самоохрани мајки. Обуката има за цел да им помогне во изнаоѓање и искористување на можностите за постојано вработување или самовработување во соработка со општините, надлежните институции и бизнис секторот. Обука за менторство и менторски процес на бизнис жени и дни менторки се одржа денеска во Скопје во рамки на проектот Програма за самовработување на самоохрани мајки. Проектот е финансиран од Европската унија, а го спроведува Сдруженијето на бизнис жени во партнерство со Бизнис конфедерацијата на Македонија и Институтот за менаџмент поддршка. Како што информираат организаторите, тренингот е наменет за жените, предприемачки и менаџерки заинтересирани да се вклучат во менторскиот процес како менторки. Содржините на обуката се насочени кон аспектите, знаењата и вештините потребни за успешно менторирање. Кон обуката со присуство и презентација како поддршка на проектните активности се приклучи представник на Агенцијата за вработување на Република Македонија, при што жените и дни менторки директно и во детали ќе бидат запознаени со тековните активности и мерки на Агенцијата за вработување за самовработување, се навидува во соопштението.
Оваа обука е втора од предвидените 3 и е во вовед на менторирање на целната група на проектот, како составен дел од сеопфатниот проектен модел за поддршка на самохраните мајки, особено жртвите на семено насилство. Има за цел да им помогне во изнаоѓањето и искористувањето на можностите за постојано вработување или само вработување во соработка со општините, надлежните институции и бизнис секторот, преку соодветни инфосесии, како и со испорака на бизнис и вокацијски обуки и соодветен процес на менторирање, наведуваат организаторите. Утре од 8 до 17 часот ќе се работи на асфалтирање на улицата Тодор Александров, што ќе предизвика етапно затварање за сообраќај на попречните улици. Поради изведување градежни работи за асфалтирање на коловозот, продолжува времениот сообраќаен режим на улицата Тодор Александров, како и на околните улички од десната страна од оваа улица, информира град Скопје. Денеска и утре во периодот од 8 до 17 часот ќе се асфалтира десната страна на улицата Тодор Александров, а етапно ќе бидат затворени за сообраќај попречните улици Пириша Савелик, Партиније Зографски, Тасино Чешмиче и Славејко Арсов. Во текот на градежните работи на терен ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци, да ја приспособат брзината на движење кон условите на патот и доколку се во можност во своето движење да ја користат околната патна мрежа. Повеќе делови од општините Карпош и Ѓорче Петров утре ќе останат без напојување со електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Од 8 часот и 30 минути до 9 часот и од 13 до 14 часот утре без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од улиците Московска, број 9 и од број 18 до 30, Осло и дел од пазарот во населбата Тафталиџе, општина Карпош. Во периодот од 8:30 до 10 часот без струја ќе бидат дел од жителите лоцирани на улицата Црвена армија, Ѓорче Петров, број 24 и околните броеви во општина Ѓорче Петров. Без струја од 8 до 10 часот ќе бидат дел од корисниците од Средноводно, Горни Крушопек, Етно село, Ванерези Инекс и Горно Нерези во општина Карпош. Во периодот од 11 до 15 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Борис Сарафов, дел од улицата Кузман Шапкарев, улици во околината на Жито Маркет во општина Ѓорче Петров. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во електросистемот. Незначително зголемување на цената на бензините од вечерва на полноќ. Цената на Евросупер БС 95 и на Евродизелот останува иста, а Евросупер БС 98 се зголемува за половина динар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Согласно новата одлука, цената на Евросупер БС 95 ќе биде 62 денари за литар, а на дизелот 48 денари за литар. Малопродажната цена на Евросупер БС 98 ќе изнесува 64 денари за литар, додека екстра лисното масло за домакинство се намалува за 0,5 денари за литар. Регулаторната комисија за енергетика информира дека со новата одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати за 0,25% во однос на рафинериските и малопродажните цени утврдени на 8 август. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период била за 0,33% повисока, а курсот на динарот бил понизок во однос на доларот. Стабилизирање на временската состојба се очекува од утре со постепен пораст на дневната температура, но во рамките на просекот за овој период од годината. МТМ Метео е во продолжение на вестите.
Уште една информација пред самиот крај. Во пресред на одбележувањето на православниот празник Успение на Пресвета Богородица, кај народот познат како Голема Богородица, во манастирот во Матка кај Скопје, во недела на 27 август, ќе се одржи вечерна богослужба и полноќно бдење. На денот на празникот, во понеделник, во утринските часови со почеток од 8 часот и 30 минути, во манастирот ќе се одржи света божествена литургија, со која ќе чиноначалствува поглаварот на МПЦ, господин Стефан. Тука го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.